very soon. Okay, directly you know that I'm curious to ask to address directly questions. Знаете дека секогаш We are поставувам expecting something. директни прашања. Also you addressed the last time. Меѓутоа, вие последниот пат кажавте дека ова лето ќе биде навистина топло поради предлозите кои што ќе се даваат. Македонците не прифаќаат некои предлози, односно предлозите кои што велат да го измениме нашето име. Професоре, дали имате нешто да дадете на ова ексклузивно и на интервју, односно на првата телевизиска конференција со наслов Македонија, нашето име, нашиот идентитет, нашата гордост и достоинство? Дали им би кажале нешто што веќе не го знаеме? Пред да одговорите, би сакал јас нешто да додадам. Дозволете ми да кажеме дека есенцијалната порака која што јас и ние како македонците би сакале да му испратиме на светот и посебно на луѓето во Америка, односно мојата втората тковина, вие како интелектуалец сметам дека треба да го прифатите моето постоење како македонец во земја која што се нарекува Македонија. Без разлика на нашето минуто и на нашата историја, се надевам дека ние ќе комуницираме вечер и се надевам дека некогаш ќе се сретнеме во Њујорк и ќе разговараме во стил на Аристотел, каде што ќе можеме да ги споделиме нашите разлики, меѓутоа и нашиот заеднички јазик и сваќањето за тоа кои сме. Малку слушам ехо. Но што ќе го кажеме дека постои еден прозорец со можност кој се отвора сега. Извинете, кој би го затворил тој прозорец? И кога би го затворил тој прозорец? Да го искористиме прозорецот како метафора. Кој би го затворил прозорецот и зошто? Тоа е навистина добро прашање. Дозволете ми да објаснам дека не сум официјален представник, зборувам лично. Мислам дека прозорецот би бил затворен заради објективен политички развој во двете држави, односно во моментов имаме две моќни држави кои што може да донесат одлуки. Мислам дека ова понатаму во иднина не би било веќе возможно. Мислам дека сега е најдобрата можност да се постигне договор. Професор Цампарас, се согласувам со вашата премиса дека постои можност, но мора да кажам дека не се согласувам со времената рамка, односно со периодот кога тој прозорец ќе се затвори. Дајте ми вашата визија за тој прозорец ако тој е отворен, а потоа јас ќе ви ја дадам мојата визија за тој прозорец. Има мало ехо, ве молам повторете. Ќе се парафразирам. Се согласувам дека постои прозорец со можности, но не се согласувам дека постои времена рамка во која мора да се постигне решение. Моето прашање до вас е, ако тој прозорец остане отворен поради некој чудо, каква е вашата визија? Што гледате погледнете надвор од тој прозорец? А и ако ми ја кажете вашата визија, ќе ве кажем ја мојата.
Прво, мора да се каже дека овој спор трае веќе 18 години. Мислам дека е крајно време да се реши. Многу луѓе од меѓународната заедница се навистина се уморуваат, а веќе им е издодерно од овој проблем. But I don't think that would be positive. And now comes, I think, the real crux of the issue. И сега конкретното прашање. Во моментов имаме многу специфична ситуација во која регионалната стабилност и добрососедските односи не само на овие држави, туку на целиот регион. Мора целиот регион на Западниот Балкан да го придвижат кон сигурна интеграција во НАТО. Сега, моето мислење е дека треба времето додено да се реши еден од проблемите кои што има регионот, тоа е спорот со името. Ако тој не се реши, тоа нема да биде добро за стабилноста, нема да биде добро за добрососедските односи, ќе има повеќе нестабилност, ќе има уште повеќе малцинства кои што ќе стануваат нервозни. Мислам дека е време да се оди напред, да се фокусираме на градење на демократија и на силна економија. Се согласувам со вас. Слушате сега моето мислење. Иако јас не се согласувам со ургентноста да се реши ова до ноември или до некој друг многу близок датум, исто така не се согласувам дека ако тоа прашање не се реши, веднаш ќе дојде до нестабилност на Балканот. Сега би се вратиле на некои од документите кои што мојата држава и мојата влада ги подпишале со вашиот народ и вашата влада во поизминатите 18 години. Кога ќе погледнеме на тој прозорец и кажеме дека можеме да го решиме овој проблем со тоа што ќе се навратиме на документите, односно конкретно на привремената спогодба од 1995 година и го погледнеме членот 11 во кој што се вели дека односно се вратиме на членот 4 од повелбата на Обединетите нации, параграф 2, и ако видиме што се случило од тогаш, ќе сватиме дека Македонија не смее да биде блокирана од Грција при нејзиниот обид да влезе во сите меѓународни организации кои што тоа избира да членува, вклучувајќи ги НАТО и Европската унија, и тоа врз основа на одредбите од овој документ кој што е подпишан и од Македонија и од Грција. Зошто тогаш се блокира? Мислам дека се земени в предвид уште неколку документи. Прво имаме држава која тропа на вратата на Европската унија. Мора да видиме многу децидни тоа што Европската унија го бара од оваа држава. Повторете ме. Не ве слушнав, ве молам повторете. Кога имате земја која сака да пристапи во Европската унија, таа држава мора да го земе предвид тоа што Европската унија го сака од неа. А во 2009 година Европската унија каже дека одржувањето на добрососедските односи преку преговори во однос на спорот со името е есенцијално. Дали велите дека тој документ кој што го парафразиравте, документот кој што го парафразиравте од Европската унија има поголемо значење и поважен од документот од Обединетите нации, бидејќи ова не го разбирам, не се согласувам со вас. И ова што го имаме тука е дека овие два документи кои што се содржани во привремената спогодба и содржината, односно содржината на
Повелбата на Обединетите нации. Ќе ви кажам точно што мислам. Било која одлука на Европскиот совет. Тоа е факт, таа е поважна од било кој друг документ. Ако работите и се движите во меѓународното право, може да имате еден многу правен пристап или може да имате прагматичен пристап. Се разбира во согласие со меѓународното право. Тоа што е важно е во овој момент. Ако ја погледнете Европската унија и одлуката на Европскиот совет, и сите овие институции едногласно велат дека постигнете договор во однос на спорот со името. Преговарате со Грција. Сега вие видите во повелбата стои ова, во овој документ стои ова, и тој во ред, меѓутоа во реалноста, во вистинските меѓународни билатерални односи. But Professor Samparas, in real life, do you hear me? In real life, there is a rule of law. Во реалноста And there are постои documents by which we have to правото. adhere. Има документи кои што мора да ги почитуваме. Дали во вашата изјава ми велите дека Европската унија и членките на Европската унија 27, од кои што сите се членки во Обединетите нации, од кои што 128 членки на Обединетите нации ја признаа мојата држава под нејзиното уставно име, вклучувајќи членки од Советот на безбедност. Дали вие сами велите дека тие користат двоен стандард во пристапот на овој проблем? Не верувам. Нема двоен стандард. Тоа што ти го велате, постигнете спогодба. Ова се влече веќе долго време. The Euro-Atlantic process. And I don't think that all the countries of the European Union or the countries of NATO are actually violating the United States. Не верувам дека сите држави во Европската унија и сите членки на НАТО ја го прекршуваат повелбата на Обединетите нации. Јас не се согласувам, јас мислам дека тоа го прават и тоа ќе го видите. Дозволете ми да ви кажам. Let me ask you this, Professor Samparis. Дозволете ми да ме прашам следново, професоре Цампарис. Малку да ја прошириме темата. Јас гледам. Not the solution of the problem, because there is no problem for us as national. И да не гледам решение на проблемот, бидејќи ние немаме проблем со името македонци. Очигледно вие имате проблем, односно грците имат проблем. На со македонската нација, со македонската држава. Затоа повеќе 20 години ставот е дека ние треба да го смениме нашиот име, да го трансформираме нашиот идентитет и да прифатиме именување кое што ќе ни го даде Грција или некој друг и потоа да отидеме во заборав. Тоа не може да биде. Бидејќи ние сме постоеле на овие простори многу долго време. Исто како и грците, а може би подолго. Зборувам како некој кој што ја познава историјата на мојата држава, воедно и историјата на вашата држава. Кој е проблемот кој што вашата држава и вашиот народ има проблем тоа да препознате фактот што јас сум македонец. Јас немам никаков проблем со вашиот идентитет, односно дека сте грк. Исто така немам проблем дека вие сте и грк и македонец со вашиот идентитет. Навистина немам никаков проблем со тоа. Меѓутоа, ве молам, не се мешате во мојот идентитет и во моето свето право, кој што јас како македонец го имам право да се нарекувам себе си како што се нарекувале моите предци и како што избирам да се нарекувам. Сакав три работи да кажам. Првата, треба дека постои
Let me finish. Yeah, sure, go ahead. The second thing is that in terms of countries, every country has a sovereign right to recognize or not recognize another state. Секоја држава има